Добар ден, стартуваме со уште едно издание на Црвена линија, што значи време е да имаме и нова дискусија заедно со вас. Оние кои што редовно не следат, знаат дека до Црвена линија патот е едноставен, го вртите телефонскиот број 02-307-0005, ќе биде испишан, се разбира, ќе можете постојано да го гледате и ќе ве потсетам дека имаме активни 5 линии, што значи нема долго да чекате, а ќе имате можност и да се вклучите што поскоро. Еве каков е предизвикот за денес. Бездомните кучиња на улиците се повеќе ги напаѓаат граѓаните. На нападнатите им следува оштета, а надлежните и понатаму ништо не превземаат. Па, драги мои, ве прашуваме, постои ли начин конечно да се реши проблемот со бездомните кучиња, односно кучињата да бидат сити, а граѓаните да ни бидат на број, секако безбедно и без грижи да се движат низ сопствените улици. Секако ќе ве потсетам дека доколку покомотно ви е да коментирате, лајкнувате и шернувате, возможно е сето тоа доколку не заследите и на Facebook Црвена линија, тоа значи побарете го профилот на Црвена линија, ќе потсетам дека и на Телма профилот на Facebook ги објавуваме темите за кои што говориме со вас, што значи имате можност на повеќе места да коментирате, лајкнувате и шернувате. Тука е секако и Црвена линија Твитер, ама настојувам секогаш, а има и зошто, особено да бидете дел од Инстаграм семејството на Црвена линија, затоа што ќе бидете во можност да го дадете вашиот одговор на анкетните прашања кои што ги поставуваме секојдневно. Па така, денес, доколку кликнете на Инстаграм Црвена линија, па кликнете follow и кликнете на прозорчето, односно Инстаграм стори, веќе ќе можете да го видите денешното прашање кое што гласи: дали се плашите од бездомните кучиња? Одговарате со две опции, едната е да, другата не. Но драго ќе ни биде доколку директно вака лајв се вклучите во дискусијата, значи ќе потсетам дека денес зборуваме за состојбата која што е загрижувачка поради огромниот број на бездомни кучиња, па дали конечно според вас постои некаков начин, се разбира да не биде брутален и агресивен, дали можеби постои начин да се превземат сите мерки кои што се соодветни и превземени во земјите кои што се разбира во светот, а во кој што граѓаните ќе се чувствуваат безбедно, сигурно, а и се разбира кучињата да си останат среќни, но секако да не бидат во огромен број низ улиците, гладни и токму поради некои од таквите причини да стануваат агресивни. Добар ден, Црвена линија. Ало. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, еве и тоа не кажав, кажувам. Добро, се слушаме, не? Да, јас ве слушам, се надевам и вие мене. Намалете го тонот на телевизорот. Еве сега па вие да ме слушате мене, бива ли? Ајде. Еве сега ќе почнам. Значи, јас бев во Малта, ни едно куче не видов како скита тука низ како нашите во Македонија. Може само да видиш некоја милениче кои си го водат со јаже и толку, ништо повеќе. Ни цела Малта ја шетав, едно куче скитник не видов. Дали прашавте како е таму решен проблемот? Па не се запрашав како е решен проблемот, а најверојатно има закони таму, а кај нас закони нема. Не само за кучиња што нема, него кај нас нема за ништо закон. Само има за сиромајот човек закон. За обичниот сиромајот, за работникот има закон, а за друго нема закон. Еве сега ќе ви кажам за кај нас. Дали има начин да се реши? Прво, дали се плашам од кучиња? Лично јас не се плашам. Дај Боже да ме нападне, па да видиш што ќе се десе. Сега, дали има начин тука да се реши проблемот? Има. Ама не ке ме. Кој е начинот според вас? Првиот проблем. Првиот проблем што е?
Ќе потсетам да се внимава на времето, но нека не ве спречува тоа, траеме се уште буквално на самиот почеток сме, па можете повторно нели да го завртите нашиот телефонски број, како што љубам ја да кажам, да си добиете репете во Црвена линија. Секако благодарам што се јавивте во ова денешно издание. Одиме со следен гледаш и добар ден. Добар ден. Јас одлично ве слушам, верувам дека и вие мене добро ме слушате. Во емисија сум. Да, во емисија сте, повелете. Слушај, господјо, дојдовте до кучињата да ги решавате проблемите. Кучињата има како да се решаат проблемите. Но кога реков, мобилно биро да ставите и да го вработите народот, да му се јавите да оди на работа, вие се уште го заматкувате народот со кучи. Добро, очигледно вам не ви значи тоа што имавме уште еден напад и тоа е интересно на активистка во Струга која беше нападната од бездомно куче. Па ако сметате дека тоа не ги засаѓа граѓаните и не е секојдневен, тогаш останува секако еве да продолжите да гледате па да видите како ќе реагираат останатите гледачи на темава. А ние секако ќе потсетам, не заматкуваме ништо, туку црпиме инспирација за темите, она што е најактуелно, секако ќе се најде на дневниот ред на Црвена линија. А ние сме тука за граѓаните, бидејќи ова е просторот каде што единствено можат да кажат, барем јас имам таков печаток, кои се нивните видувања и ставови околу се она што се случува во земјава. Па така и проблемот со бездомните кучиња и зачестените напади од истите. Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Вие сте во Црвена линија, повелете. Само едно ќе ви кажам. Благодарам на луѓето кои што се најдоа во лептокарија во сабота. Што се Од случи? 11 до 11:30 оти јас бев готова да ме сруши кучето. Ке ве молам на сите благодарност што се погодија тука и ме одбранија. Добро, дали ве се интервенираше, дојдоа ли некои служби, нешто се случили по нападот? Дали беше пријавен нападот? Правија зид еден до друг и ме спасија. Благодарам на сите што беа таму, што се погодија. Ги поздравуваме и ние од Црвена линија и драго ни еве што се јавивте, па така еве можете да видите дека верувам за темава има што да се каже. Благодарам уште еднаш што го пренесовте. За жал вашето не е убаво искуство, но драго ни е дека се е во најдобар ред. Продолжете да не гледате. Ќе одимам веднаш и на Твитер, и на Твитер секако се пишуваше многу. Ќе стартуваме со твитот на Една која што напиша: активистите исто така бараат да се реши проблемот со бездомни кучиња. Значи, она кое што е најважно е секако да се реши овој проблем. А што ќе ни каже следниот гледач, ќе слушнеме во следните 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до тебе. Голем поздрав и до вас. Па еве од Камилица вие се јавувате. Може да се реши проблемот. Само да се направи стационар голем, да се соберат кучињата и скопавање. Скопавање на кучињата. Инако не може да се начи ништо. Ништо не може. Тоа е када ти ги чуваше кучи и скопаваше. И да ги чуваше на голи. И сега не може така да се правимени. Ја вдуко не го испачу во петок на пазар, абе не да носи нешто. Че го тепаме, какви казни нема. Какви казни ме. Нема. Може штитени се кучињата од луѓето. Само скопавај. Ништо друго. Ништо друго. Да се среди тоа во најбрзо време. И тоа што се намал. Не нема примор. Че се остава там кој колку се чува. Само така. И да го не. Треба да се значи никој со кучињата. Тоа е пријатно. Благодарам, пријатно и вам, но секако станете да
следите црвена линија. Еве ќе повториме, значи дека институциите е она што бараат и самите активисти да се разбудат, односно се цели кон тоа да се спречат во најбрз рок напади врз граѓани од куќиња, но секако и да нема убиства на истите и фрлање отрови. Најверојатно постои начини и мерки кои што одлично функционираат во останатиот свет. Слушавме од гледаш дека еве во Малта е невозможно да се види глутница на бездомни куќиња, а сепак граѓаните си чуваат миленици. И па ајде да видиме што мисли следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Дали вие имате слушнато до сега да е нападнат некој функционер? Пример, некој пратеник, некој судија, некој советник, некој професор, некој од овие големите. Тоа не знаеме ако не ни кажат и не пријават. Него се ги напаѓаат децата, обичниот, сиромајот народ. Тој се движи по патот, тој нема пари со коли да се вози и така натаму. Мислите дека куќињата знаат кој е функционер, кој е сиромашен? Слушајте ме убаво, не ме прекинувате, пак ќе ми одземете од времето. Ама ќе ми одземете од времето, не ме чекате да се доискажам. Па, ако сакате да слушате ме, ако не, па, времето ми врве. Може ли да говорам или не може? Ние молчиме, вие зборувате. Продолжете. Ама јас зборувам, вие, видите, значи, видите, значи, ако се сака, може да се стави ред. Не дека не може, бре. Абе, куќето е најститна работа да тој проблем да се реши со куќињата. Само нека, значи има посебни места кои што ги плаќаат и тие швајзери, како ги викаат, што ги заловуваат куќињата. Има трла кај што ги чуваат. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Значи, оно што добивам впечаток е од последното јавување дека некои од гледачите смета дека куќињата, верувате ли дека можат да препознаат кој е на функција, кој е сиромашен. Проблемот е што се во огромен број и се разбира и за нив треба грижа, но секако и сето тоа да се стави и воведе некаков ред со цел да се создаде чувство на безбедност низ улиците и се разбира да немаме ваков проблем, како што е всушност и ситуација во многу европски земји, па и во светот. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Па секој е добро, вие сте во црвена линија. Од каде ни се јавувате? Од Кичево се јавувам. Од Кичево. Каква е состојбата еве со бездомни куќиња во Кичево? Ги имат во голем број, премногу има куќиња. Има секој ден по неколку, 2-3 тројта каснати од куќе. Сега, како би се решил овој проблем? Ова проблем треба системски да се решава. Првиот проблем е што прво треба да само да отвориме на Facebook, може да видиме колку продаваат куќиња луѓе. Значи има доста луѓе кои што се занимаваат со овој бизнис, одгледуваат куќиња и ги продаваат. Оние куќиња кои што нема да ги продаат, ги пуштаат, сигурно не ги убиваат. Така да вториот начин е оние куќиња кои што ќе се заловат од општината, од државата, да речеме, кај што ќе се направи некој стационар, тие треба да се чипираат и да се кастрираат. И ова не може да се реши за една година. Ова треба системска се подолго трајно е. Затоа што куќињата многу брзо се размножуваат, дури тие имаат способност 2-3 пати во текот на една година да имаат репродукција, и така да од едно куќе може да замислиме ние за една година дека може да излезат негде 10 до 15 куќиња. Така да и многу држави европски со ова се справиле. Ние имаме од кај да видиме, од кај да земиме, да речиме како. Ќе пуцатам само внимателно со тајмерот, затоа и се објавува 90 секунди, но
Еве, дозволено е повторно да се јавите, гледате од искуството од претходните гледачи. Секако големо благодарам, еве, што ни ја доловивте каква е состојбата со бездомни кучиња во Кичево. Еве, уште една вест која што деновиве, особено на Твитер, се коментира, тоа дека општина Тетово на својата интернет страница ја објави правилник за утврдување на висина и исплата на надоместок за штета од каснување од бездомни кучиња како спогодбен начин на обештетување без да се оди на суд. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Добар ден, сум. Дали сте вие господја или господица? Па, според годините господја, според статусот госпогица. Ви одговара вака да ви дадам одговор. Не, само да ви кажам една работа. Треба да викнете тука еден ветеринарен лекар и да му каже на овие љубителите на кучиња дека инкубацијата од кучешка тенија трае 14 години ако биде касна човек, а беснилото до 17 години. Да викнете ветеринарен лекар да ми објасни на народот, а ние кучињата се знае кај треба да одат. Тие кај што имаше опција да чуваат од болците, а не ни изгледа, јас сум од Битола, па вервајте широксове не се врви од извет од кучињата и од кучиња. Па тоа е страшна работа. Некој што тие анима бунти како вика тие што се за заштита, дека се ги земат дома. Куче на улица во град не сме да има бре луѓе. Таму ода стари луѓе, немоćни луѓе, некви во Битола од 2 год бранија човек таму. И то за ништо. Да не се игра играчки никој дека заштита на кучињата, не знам што е. Кучињата смесо да се отстранат од градоите. Подхитно. Не да плаќат, да го каснат, да го поштедат, не да го штедат. Ви викам ова, не го знае никој. 14 години после мој да се јави кучешка тенија, а Благодарам и вам за јавувањето. Ете, благодарение на вас ни пренесовте каква е состојбата во Битола, така да црвена линија е отворена за сите, па можете слободно да кажете какви се вашите лични искуства и дали можеби и сте биле самите жртва на напад и сте пријавиле и сте добиле оштета. Исто така ќе потсетам дека на Твитер се коментираше исклучително многу за последната вест дека општина Тетово, значи ќе повторам, на својата интернет страница објави правилник за утврдување на висина и исплата на надоместок за штета од каснување од бездомни кучиња како спогодбен начин на обештетување без да се оди на суд. Па, можете и тоа да го коментирате дали е добро решение. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушам. Јас една би кажал за ова кучињава. Пред 30 години, например 80-те години, у секое село се знаело, имало список секоја куќа колку кучиња чува и тоа. И редовно се ишло ги вакцинирале кучињава. Меѓутоа, сега треба да се направи список тако, не знам што фирма тоа ќе биде, за попис да се направи секој што чува куче. И ако сака да го отвори, да пријави у јавните установи. Да се знае дека тоа куче дали ќе биде здомено у друго место или не знам каде. Друго, едно ќе се наврзам пред предходниот гледач, што викаше службеник, директор, не каснара. Едно ќе ви кажам, вие сте млада, Лазар Кулишевски за времето, кога ратот бил, некоја коза му го исела левот. Меѓутоа, што реково? Кога ќе дојдам ја на власт, една коза нема да постои. И тоа траеше негдека една година, не дава кози да се чуват. Меѓутоа, тоа пак ще остане. Та така и за кучињава. Јас, жалосно вака... Само внимавајте на тајмерот, се разбира, отворени сме и ве охрабрувам повторно да се јавите и да добиете нови 90 секунди. И секако ќе ви се заблагодарам што се вклучите во денешната дискусија. Ќе се префрлиме сега повторно на Твитер. И
еве со фотографија како ја коментира Тримчевски. Напишал да беше ова во Тетово, со едно поминување овде максимум поени собираш одеднаш. Лапај си кешот после. Еве, ќе зумна малку повеќе, значи навистина е огромен бројот на бездомни куќиња и секако оваа состојба може, верувам, да се реши. Доволно е само да се употребат примерите кои што ги имаат високо развиените земји. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Вака. Јас имам 2 куќи на дома. Дворо мој ми е саграден и си ги чувам и ги вакцинирам и сите. И не ги пуштам на порта. Или на капија, како сакат Скопски. Немам против, јас сум од дете со куќина. Меѓутоа, не можам јас да го праќам внук ми секој сабајли да го земам да станувам радо ради него, што куќина има по улици. Не го правдувам во никоја ситуација по улици. Сега за сатисфакција, Европа цела имам шетано, немам работено во Страсбург. Нема такво куќе да видите. Иако видите, тоа си има чип. Чип е друго е науше. Науше се кини белешката, бројката. Чипо е внатре, кај оди куќето, плюс има ДНК од измето. И да го изнесам во Германија на ќерка ми го сетам куќето, ако не го земам измето, по измето ќе ме најде чија куќето. Што сега ние зборуваме за реалност? За која држава зборуваме? Тоа сме далеку. Гледате ода има Монди што и направи во гости вртаја што ги штити куќината. Ајте да молам. Далеку сме време на држава, да си признаеме. Нека не јадат по улици, нека ни прават што сака. Асва нашто нема да друго. Благодарам за јавувањето. Ќе продолжам повторно со Твитер. Тримчевски повторно напишал: да, ама бар во Тетово ќе се збираат поени. Нема муабет за центар за бездомни куќиња и слично. Ако земат и направат пресметка колку пари се исплатени за напади од куќиња, поевтино ќе се фати да направат еден центар каде ќе се чуваат и плюс нема стрес за луѓето. Добар ден, црвена линија. Ало, во црвена линија сум. Да, повелете. Видете, јас сакам да зборувам за дали има начин да се реши проблемот со куќињата скитници. Ве слушаме, продолжите. Секако има начин да се реши. Мора тие центри да работат малку повеќе и тие куќи да бидат грижени. Куќињата што се скитни се мирни куќиња. Не се куќиња тие него кои напаја или како анко. Тие така се осамени, се осеќа осамени куќиња и се движат и се мирни. Ако некој ги зафати, особено ноќно време, негде кај се 2-3 сата, кога се група, може да земат да не да нападат, него да лад. Овие што се плачат дека каснати од куќе бездомни, тоа е мизерија. Сега, центрите треба да бидат опремени. Во секој еден град најмалку треба да има опремено 2 до 3 центри за грижување на куќињата. Од животното, ако е избркано, така речено, од дома или од газата, од град печен го избркал, тоа некој треба да го заштити. Државата треба да освои средства и тие да ги помага тие установи да секој ден, ќе речеме, нормално работат во ова. Куќијата што има ќе ги прифаќа, ќе ги носат тие центри таму, ќе ги хранат и онај куќињата ќе се бидат мирни. А и граѓаните ќе бидат мирни што таа ќе се покаже една култура на општеството. Благодарам за јавувањето. Морам да подсетам. Најверојатно, барем за следните гледачи, внимавајте само на тајмерот и задолжително намалете го тонот на телевизорот. Другото го знаете. Добар ден. Здраво. Здраво. Вака ја би рекол, ова квази алтруистичко размислување од многу луѓе што ги слушам на МКВ, ќе бидам кон куќињата, добар, чуда, муабети, за мене не важи. Зашто ќе ти кажам? Затоа што сум ја каснат од куќе пред едно до 13 години, тоа здраво од еден Сарко.
Значи па мораше да дојдам по болници, тетанус и чуда муабети да примам. Пазите, лесно му е на некој што цел денеска е некоја хотелја или иде у време кога има народ по улиците, кога има раздвиженост од коли, па да иде на работа или било каде. Ама праша го некој работник што треба се бали у 4 сата да стане, у 5 први автобус да фати, за да биде у 6 сат на работа, како му е него. Нарочито сега овие зимни периоди, каде што кучињава хараат низ населените места. И што сега треба ние да бидеме жртви за кучињата? Ако толку се загрижени тие невладини чуда, нека идат на тој кадри, како си као тето градоначалникот. Ајде бе, бате, не пари знака поени джекери да ми даваш, него плати таму шинтер служби, луѓе, да соберат се тоа. Па како знаете, ранете ги, појте ги, ако сте толку хумани, ако не, има и друго решение. Благодарам што се вклучивте и вие во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Или веќе добро вечер, можеби. Добар ден. Добар ден. Има ли решение за проблемот за кучињата скитници? Има и тоа како? Прво, сите тие што патуваат низ Европа, нека прашаат таму како е решено, пошто таму нема кучиња по улица во градовите. А тие што немаат таква можност, нека ги прашаат постарите за Скопје, например, пред 50 години, како немало кучиња низ градот. Решението е едноставно и со прости зборови се вика шинтерска служба. Значи служба која што сите кучиња од улица ги собира и ги носи во стационар. И таму да ги викнат овие здруженијава, да си ги чуваат, да си ги гледаат и што знаат нека им прават, а не да ги враќаат назад во градот. Ме разбирате? Да, ве слушаме, продолжете. Значи нема друго чаре. Дали ќе ги хранат, ако се јави некој да прибере, окей, ако не, здравје. А другото чаре, неќум да кажам, многу ќе ми се наљутат. Имаш една фабрика во Скопје за таа работа. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Сега кога ќе потсетам дека црвена линија апсолутно нема да поддржи или да зборуваме за насилство, или за погрдни зборови, тоа си останува како такво правило. Целта е да ги усвоиме оние мерки кои што се веќе секојдневие во високо развиените земји и само едноставно да го копираме и примениме истиот рецепт. Без никаква бруталност, секако. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Се во Истокот Македонија. Па каква е состојбата таму? Состојбата е загрижувачка. И имам ја план како да реши проблемот со кучињата. Кратко и јасно е така. Во рок од 2 месеци да им се даде на собствениците сите кучиња да ги чепираат. Што значи чепирање? Значи на уше или на врат да има обетка со број. После истекот на 2 месеци, камионот и таа службата шинтерска, како се вика, по улица. Кој број има, ако се најде куќа број на што е на улица, кој број е да се најде собственико висока казна. Ако нема куќето број, куќето во камион. Па ако тој што има број кој ќе се изгони 1000-2000 евра казна, ќе видиме дали пусти куќето на улица или не. Онако сака куќе да спа, дека ти го чува во дворот куќето. Ме разбираш? А ако не е чипиран куќето, ако нема број, куќето во камион и се знае каде. Во таа стационари, таму, здружените не ќе се ги чуват кучињата, ако се они толку загрижени за кучињата. И друго, тие што држат домашни миленици кучињата, нуждата да прават по нивниот двор, Благодарам за јавувањето и оваа последна информација која што дадовте. Во светот е практика дека следуваат казни доколку за собствениците секако, доколку не го собираат изметот кој што го оставаат нивните миленици, додека ги шетаат од тие причини низ улиците на големите метрополи. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте. Од каде ни се јавувате?
Од Делчево. Како е во Делчево, еве? Драго ни е дека се вувате од таму. Па, да речеме добро е, на еден начин добро е. Ја имам решение за да се реши со кучињата. Ве слушам. Така. Например, како може да се јагништа да се убива, а кучиња не е дозволено? Еве и јагнето е животно. А ние ги колат и ги јадеме. Се извинувам, дали сметате дека во високо цивилизираните земји така го решаваат проблемот? Јас сум у Луксембург. И како е во Луксембург правилото? Таму чувах куче. Например, кучето стана постаро и платиме ветеринар, дојде и со инjekција го уби кучето. Ето, со инjekција платиме 25 евра инjekцијата кошта, што ветеринарот го уби кучето. Како е решен таму проблемот со бездомни кучиња? Бездомни кучиња таму нема. Зошто? За тоа на тој начин. И таму ги убиваат кучињата. Например, со инjekција и го убие кучето и така на тој начин. Ама бездомните, ова се домашните, сопственикот има старо куче и ќе го успеат со дозвола на сопственикот секако. А бездомните? Скитници нема. Нема, и па зошто нема скитници? Тоа прашуваме ни. Па те за тоа, пошто тие што са повеќе кучиња ги стават у стационар или ги скопат, например ги. Така, значи и стационари и стерилизација, верувам дека тоа е она што сакате да ни предучите. Тоа го има и кај нас. Секако одиме понатаму, драго ни е дека се јавивте во Црвена линија, ве слушаме, значи искуства и од надвор, како тоа се решава. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Од каде ни се јавувате, еве? Јас се јавувам од Велес. Еве, јас да ви дообјаснам она што вие упорно не го кажувате до крај. Значи, решението за бездомните кучиња, прва работа што мора да се направи е дека не смеат да се враќаат на местото на заловување, а еутаназија и во високо цивилизираните земји се применува на бездомните кучиња кои што се заловуваат на улица, затоа ги нема на улица, се остава одреден период во кој што им се дава шанси да се вдомат и после тој истек на период за можно вдомување, доколку не се јави никој што ќе ги вдоми, се применува еутаназија како хуман метод за куче кое што во нормални услови би умрело во природа, оставено без храна. Тука нема простор многу за емоции и мора да се најде одржлив начин, кучиња сити може да има толку што има храна. Значи, бројот на можни кучиња кои што ќе бидат заловени мора да се сведе на капацитетот на шелтерите кои што постојат во нашата средина. Се остава одреден период по кој што ќе им се даде шанса да се вдомат, после тоа е начинот кој што се применува во цивилизираните земји. Во секој случај, значи, потенцирам, слободно движење на бездомни кучиња меѓу луѓето на јавни површини не смее да се дозволи. Ви благодарам. Ви благодарам и јас што се вклучивте во Црвена линија. Одиме повторно на Твитер. Санчо Панса на 6 јануари има напишано: неодамна бев во Кичево на 2 пати. Стварно ситуацијата е очајна. За мал град толку многу бездомни кучиња собрани во глутници. Пеш не е за движење низ градот. Добар ден или веќе слободно ќе кажам добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Видете, јас со жалење морам да констатираме дека оваа појава со кучињава не може веќе да се контролира. Што значи сите хумани методи се надминати, нема да дадат резултат. И ние затоа мораме да пристапиме кон масовно уништење. Значи, сакале некеле, еве сега ќе ја повикам госпогицата од Струга што се борела за правата на кучињата, кога каснале тие кучиња скитници, да видиме сега што мисли. Значи, за жал мораме да придеме на овој метод, затоа што територијата на целата територија на државата вие имате кучиња скитници кои секој ден ја менуваат својата местоположба. Вие не можете да ги контролирате. Може да се пристапи кон
Она што е задолжително чипирање на сите кој куќе, а сите останали што меѓувреме ќе се фатат да се заловуваат и што рече претходникот, ако не се вдомат, мора да се ништат. Затоа што мерката стерилизација не даде резултати. Втората работа, мора да се контролира прирастот на кучињата и кај оние што се чипирани и оние што ги имаат како миленици дома што ги чуваат. Значи, не можете вие да дозволите секој да размножува кучи. И после тоа, кога не знаеш што да им прави, ајде пуштај ги. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, со жалење мора... Благодарам за јавувањето. Ке мора уште еднаш да посетам. Само внимавајте на тајмерот, се разбира, за да не изгледа дека ве прекинуваме. Но секако дозволено е повторно да се јавите во црвена линија во време трајање на истата. Добар ден. Добар ден, Тина. Па, здраво и ве да кажам, прво да прашам од каде ни се јавувате? Јас сум од Куманово, иначе туку во Скопје живеам. Така, еве, Куманово, Скопје, има ли некоја разлика околу оваа проблематика? Па има и каква разлика. Мислам дека Скопје е повише опфатено со кучиње него Куманово, ама верувам ми дека Скопје чудо не видам, но у која општина да влезеш, кучиња на сите страни има. Меѓутоа тоа е многу малку, не е ни битно толку колку јас сакам еден предлог да дадам. Колку што има кучиња надвор, мислам дека уште толку има луѓе што ги чуваат дома. Мислам тоа никој не знае точен број, меѓутоа мислам дека држава треба да преземе еден пример, да се заведе како што коливе се плаќаат регистрација, така да плаќаат и за чување на кучиња миленични дома. Да удрат некоја сума, например 100 евра месечно, па нека мисли дали ќе чува или нема да чува. Зашто проблем е тоа што кога ќе останат тие кучиња дома како милечиња, ги пуштаат на улица. И тогаш тие Значи кучиња... човекот е секогаш фактор број 1, зошто имаме ваква ситуација? Точно, точно. Сега, од тие финансирани средства што викам, треба да се направат некои стационари, не во градови, не во општини, него негде приградски места, на села, негде таму, кај што ќе се задржат одредени број на луѓе кои ќе примаат плата за тоа и ќе ги хранат и ги чуват, а не никако не треба да се еутанизираат или да се убиваат. Срамота е, ипак и они се живи исто како и ние. Добро, благодарам за јавувањето. Секако продолжете да не гледате. И се разбира да слушнете што понатаму и веќе кажат гледачите. До сега слушнавме интересни пред се примери, искуства и идејни решенија за тоа како конечно да се реши овој проблем со огромната појава на бездомни кучиња. Добар ден. Добар ден. Вие Ако сте на линија. На линија сте секако, повелете. Благодарам, па вака. Прво да кажам, сум касна 2 пати од куќе и не ги мразам. Меѓутоа сакам да биде решено прашањето со кучињата, тоа ќе биде на следниот начин. Значи сите кучиња да бидат заловени, да бидат кастрирани и машки и женски, оние кои се болни да бидат еутаназирани, значи, а овие што ќе останат да се понудат на слободен пазар, да речеме вака буквално, ако има некој да ги вдоми, добро, ако не, да останат во природата, да дојде до природна смрт, значи на тие кучиња, да не може да се размножуваат. Ако не може да се размножуваат, еден ден ќе ги нема, како што во светов нема, значи, кучиња на улица. На тоа ние сме далеко од таа цивилизација, но само на овој начин можеме да решиме ова. Меѓутоа, оние кои имаат кучињата мора да бидат строго чипирани и ако дојде тоа куче да биде надвор, пуштено, без контрола и слично, кога ќе се улови. Со чипот ќе се знае дали е на Јанко или на Станко, значи и тој да плати дебело зошто го пуштил, значи надвор, тој може да го однесе во стационар, да го понуди на некој друг да го усвои и пак да продолжи да живее кучето или да побара еутаназација или умирање на тоа куче и да се реши на културен, хуман начин. Само на ваков начин може да се реши се тоа. Иначе се што ќе кажеме е безполезно и безкорисно. Значи, а инаку се јавувам од Охрид, значи овде има кучиња колку сакате, само нема кој да ги збрине. И начинот е само овој. Сите, значи, да бидат значи, чипирани и Благодарам и вам за јавувањето и еве уште нешто од Твитер, значи она што ќе го повторивме, го кажавме на почетокот на ова издание во однос на темата е дека и активистите и властите бараат суштинско решавање на проблемот со бездомни кучиња и тоа овој пат и во Куманово и драго ми е дека имавме гледач кој што е од Куманово и те живее во Скопје се јави и принесе каква е состојбата.
Ајде да слушаме понатаму што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер и добар ден. Добар ден. Како ви одговара? Поздрав до емисијата. Поздрав, од каде ни се јавувате? Од Струмица. Струмица, како е во Струмица? Па во Струмица нема толку народ колку што има куќина. Многу повеќе ги има. Сега кој ги вдоми некој треба по 2-3 да вдоми дома. А дали може, јас не знам. Сега би кажал за куќињата. Например, кај нас е. Пример би кажал прво во Германија пошината фамилија. На мојата фамилија гада сачувал куќе, пошто лајало куќето, комшијата се пожалил и самиот го одес во стационар. Додека кај нас е, ако се пожали комшијата, никој не обраќа внимание. Например, ако куќето во стан, ако почне да лае, значи никој ништо не презема. Значи кај нас треба прво пред да доми куќе, треба да се прати во станоците старани да се питат дали може да чуваш куќе или не. И друг случај, го вади куќето на улица во парк да го шета, право нужда врши во паркот. Каква корист има сега народот што куќето тоа го чува дома? Кога нужда врши во парк. Значи кај нас тоа не се решава. Сега ќе ти кажа, пошто живеем на село, има фамилија по 4 куќиња, 3-4 куќиња. Значи тоа е страшно да поминеш. Значи страшно е да поминеш. Јас не знам зашто власта прво и во градот немој во селата. Значи има местна заедница да завиде во која куќа колку куќиња има. Тие куќиња да бидат згрижени или пријавени. А тие се непријавени куќиња. Значи јас во сел живеам, не смеам да излезам да така до продавница да идам. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Ке прочитам и твит на Бокан, кој што напишал зошто сите активисти што се борбени околу тоа за третманот на куќињата чуваат скапи расни куќиња. Јас не сум видел некој да чува куќе прибрано од пат, може би грешам. Па, Бокан, и грешиш бидејќи има луѓе кои што вдомуваат да речеме нерасни куќиња, но како и да е, бројот на бездомни куќиња е во огромен пораст и сигурно тоа не се случило преку ноќ. Има ли начин да се реши тоа, ќе слушаме и од следниот гледач што ќе ни каже. Добро вечер. Добро вечер, поздрав од Могила. Голем поздрав и до сите оние кои што не гледаат од Могила. Сега сакам да кажам различно од градовите. За тоа, бидејќи јас малце ми е позната работата, сум независен советник во Могила. И во првиот мандат кога станав, издвоивме некои минимални средства од некаде 2000 евра. На тоа јас реагирав, бидејќи тие средства се многу мали. Треба да за еден третман на куќе се знае да го заловиш во биотопот, да го однесиш до местото, за да, пример, тоа е оддалечено место до Битола, да го земат од некое наше село 30-40 километри, да го заловат, да го земат, да му извршат сите тие процедури како што се кастрација, лишманија, беснило и така натаму, и да го вратат. Тие, значи, куќина се многу малце средства за тие куќина. Покрај тоа, тие средства по моје само се делат. Значи се делат, ќе ти ги пуштам, ќе ми ги вратиш, бидејќи јас во општината што нон-стоп ја шетам, не гледам ни едно куќе со маркица. Значи, и тоа така се тера неколку години, пошто сум и втор пат сега советник, и си тера така, само средствата минимално се зголемва. Еве, нека кажат да земите со камера, да дојдите по селата, дали некаде ќе видиме околу црквите каде што има куќина, скитници, околу продавниците, околу некој за. Огромно благодарам и вам за јавувањето во црвена линија, што директно од ваше лично искуство пренесовте како всушност сте се справиле со ова проблематика во Могила. Се разбира, слободно може да се јавите уште еднаш, нови 90 секунди да следуваат за вас. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали е намален тонот на... Дали се слушаме прво? Овде Баба Руска од село Орман. Баба Руска во село Орман има ли бездомни куќиња многу? Ама едва ве добив, цело време вртам. Голем е интересот, мора да признаеме за темава. Абе види сине, за куќињата што да кажам, јас сум патила од куќе, само сум останала жива, што имала сум среќа, се препна, падна, куќето се врати. Ако не падне, како беше големо, колку една маса.
немаше ни коска, ни ништо од мене да остане. Затоа ми е многу тешко. Па кој идеш у град, абе пред сека продавница куќе лежи, пред сека продавница. Па не можеш у продавница да влезеш. Па едно дете да ми изедели клуче. Каде ми е крајот? Ајде кажи, сине. Како ги брана толку? Ако сака да ги чува, некој нека си ги чува дома. Во Росома нема ли многу бездомни куќи? Орман, се извинувам. Како нема, бе, како нема? Донесат го од Никишта, сврлат го, донесат од Волково, сипат ги. Мука имаме голема. Па нека се најде крај на тие куќиња. Ако може ги чуват, така ги чуват. Ако не, нека ги уништуват, што ќе прават. Па нека ги, не знам да го кажам тоа, што треба да направат, да не се котат. Едно куќе по 8 раѓа. Одеднаш. Па тоа е големо богатство нивно. До кога вака ќе биде? А сега за куќињата да прекинам, доволно кажав. Варуска, благодарам што се јавивте во црвена линија. Сега повторно на Твитер, уште еден твит од Мики Ангеле, кој што напишал: за агресивни куќиња, барем јас колку што знам, има институција. Не и една е во цела Македонија. Тек тук некое куќе е таму згрижено, а никое е превоспитано. Предпоставувам, мислиш, дресирано и социализирано. Огромен број на агресивни куќиња се на улица. До душа во Македонија и со луѓето е исто. А сега време за реклами и подосна се враќаме во црвена линија. Ете, малку одморени по рекламите, време е да вклучиме и уште еден гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Гледам на телевизија, нема. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Друг гледаш, ево. Ве слушаме, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, самите себе се слушате, а не мене. Намалете го тонот на телевизорот. Слушайте, кратко и јасно. За куќи и скитници. Куќи е домаќин во секој двор. И треба да биде. Другите, ван, улица, ова, треба се уништат, а не да ги чуваат и овој. Скитници куќиња не треба во град. Кој е домаќин и газа на куќе во двор треба да чува. А не да чува надвор од двор. Секој куќе од двор треба или да се уништи лева, а исто како во Струга, што викаат згрижување на куќиња, ја кастане изделе и треба да ги зедам до овој. Тоа не треба да се чуваат. Куќиња, кој сака, во двор или во стан, било каде да се чуваат. Ван улица, кој се почек куќе шета, треба да се уништи. Добро, благодарам за јавувањето. Сега е време да ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Тука ќе ве потсетам да не заследите особено на Инстаграм, затоа што веќе утре ќе можете да учествувате во новото анкетно прашање. А на денешното прашање дали се плашите од бездомните куќиња, со да одговорија 54%, со не 46%. Добро, скоро па и никако нерешено. Како е да е, не заборавајте Facebook црвена линија, Twitter црвена линија и секако Instagram црвена линија. А ново денешно издание му дојде и крајот, време е да ве препуштам на програмата на Телма телевизија и секако утре повторно во нашиот термин ќе дискутираме на нова тема која што не засега сите. Довидување.